5 превозници од регионот конкурираа за ученички превоз. Станува збор за 4 компании од Радовиш и една од Штип, кои учениците што средно ќе учат во некој од штипските училишта, ќе треба да ги превезуваат на 7 локации. Првиот дел е Подареш, Раклеш, Оровица и назад. Вториот дел е Инјево, Дамјан, Лакавица и назад. Третиот дел е Кучица, Парналија, Ебеплија, Кепекчилија и назад. Четвртиот дел е Оджалија. Петиот дел е Шашаварлија. Шестиот дел е Почивало и седмиот дел е Селце. За превоз на ученици, општината плаќа околу 18 милиони денари годишно. Оваа бројка може да се менува според тоа колку тие негативно ќе нададат и колку ќе се постигне најниската цена за определена релација. Така да очекуваме бројката која што треба да се исплати, односно сумата која што треба да се исплати на економските оператори да се намали, па можеме да имаме и поголеми заштети. Во следните 2 години општинската сметка за превоз на ученици ги плаќа редовно, но од претходните години има долг од околу 400.000 евра. Се плаќа и делот за останатите долгови, а и секако и новонастанатите долгови. Значи, евидентно е дека вкупниот долг спрема добавувачите, односно превозниците, се намалува и со текот на времето, очекувајќи и помош од Министерството за образование, очекуваме дека ќе го изрегулираме целосно овој долг. Освен Штип, превозот на ученици е голем проблем и за Кочани, кој има долг од околу 480.000 евра. Долговите се резултат на одлуката на државата бесплатниот превоз да биде обврска на општината, но иако требаше пари за оваа намена, не им префрлија. Штип за една година успеа долгот да го намали од половина милион на 400.000 евра, но за негова целосно расчистување неопходна е и помош од Министерството за образование.